Дали урбаниот развој мора да значи губење на природата и како да се најде баланс меѓу инвестициите и квалитетот на живот? На оваа тема во студиото разговарам со мојата гостинка, доцент доктор Викторија Брндевска-Стипановиќ од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. И веднаш првото прашање ќе ми биде дали македонските градови го губат својот зелен идентитет? Македонските градови, за жал, во голема мера го губат својот зелен идентитет, особено Скопје, каде што е сконцентриран најголемиот дел од животот во Република Северна Македонија. За среќа, еве имаме некои позитивни примери, како што слушнавме на прилозите претходно, меѓутоа морам да нагласам дека и тие не се толку чести, затоа што се соочуваме со менување на целиот имидж на одредени помали градови во државата, во кои што зеленилото се уништува со неправилно одржување, особено со кроење на големите крошни, поради една несоодветна практика. На тој начин не само што го губат својот имидж, својот идентитет, се губат и големи површини на покровно со зеленило и се загрозува квалитетот на животот. Да, рековме, градовите растат, зградите никнуваат со забрзано темпо, а зелените површини се почесто стануваат паркинзи или бетонски комплекси. Па колку урбанизацијата денеска се спроведува на сметка на квалитетот на животот на граѓаните? За жал, се помалку. Како да се заборава дека всушност потребата на човекот за поврзаност со природата е поголема отколку што е нашата потреба за материјалното. Тоа е доста голем проблем и сметам дека веќе е време да станеме свесни дека мораме да се вратиме назад кон природата и да го побараме таму спасот за квалитетен живот. И сега се поставува уште едно логично прашање. Дали проблемот е во лошото урбанистичко планирање или пак во непочитувањето на плановите? Тука лежи и клучниот проблем, можеби. Да, со тоа што како и што слушнавме, значи овде на некој начин е дозволено да можат да се менуваат урбанистичките планови. Проблемот е во можноста истите да се менуваат. Ретко се менуваат на сметка на креирање на зелени површини, како што е случајот во Струмица, се почесто се менуваат на сметка на градење на згради, катни гаражи, на градење на бетонски блокови и сето тоа нели ја загрозува нашата животна средина и животот што го има урбаниот човек. Ги намалува можностите за допир со природата, за таа социјализација, за физичка и ментална благосостојба, за зголемување на низиното ниво и нашата потреба за да постојано говориме, но и реално се соочуваме и со загадувањето, но и со високите температури, кои што пак се директно поврзани со намалување на зелените површини. Дали сум во право? Секако дека сте во право, зеленилото влијае во голема мера за намалување на загадувањето, а топлотните острови всушност се создаваат на места кои што се бетонирани, каде што нема зеленило. Токму тоа е и дефиницијата всушност за еден топлотен остров, што во Скопје ги има доста многу, особено во централниот дел од градот. Да, би сакала, бидејќи го споменавте топлотниот остров, малку повеќе да кажеме што значи топлотен градски остров и дали пред се главниот град Скопје веќе го чувствува тој ефект? Главниот град Скопје веќе го чувствува тој ефект од поодамна, значи станува збор за сигурно веќе 2 децении. Во претходната деценија имаше истражувања на таа тема и беше констатирано дека особено централното градско подрачје содржи доста топлотни острови. Дефиницијата всушност за еден топлотен урбан остров е место кое што е поплочено, бетонирано, на кое што нема зеленило и температурите вообичаено се повисоки од оние кои што се на места каде што имаме зеленило. Тие температури, таа разлика може да биде огромна, не само од 1 до 2 степени Целзиусови, туку и до 5-6.
Сега, дали градовите можат да се развиваат без уништување на зеленилото во услови кога конкретно еве во главниот град сите сакаат да бидат сконцентрирани со градби, со место на живење во централното градско подрачје каде што се ни е достапно, ама за сметка на тоа пак се губи зеленилото. Како да најдеме баланс меѓу овие две нешта? Може да се најде решение, решенија постојат, светот ги практикува, ние сме малку далеку од тоа за жал. Меѓутоа, време е да превземеме некој чекор плюс. Кровните градини, вертикалните градини, вертикалните ѕидови често се спомнувани, ги има и кај нас одредени примери, да. Тие се едни... Малку се, но ги има. Малку се, да, но ги има и тие се едни од алтернативните решенија, каде што ние не можеме да садиме на земја, садиме таму каде што можеме да најдеме начин. Тоа е сепак зеленило и исто така позитивно влијае и од еколошки аспект и од социјален аспект и врз здравието на луѓето, ги намалува тие топлотни урбани острови, го намалува нивното влијание. Меѓутоа не се само тие решенија, значи постојат многу такви решенија, си имаат и свое име, се нарекуваат решенија засновани на природата или nature-based solutions. Голем дел од нив всушност се наменети и повеќе и на одржливоста на самите градови, покрај на таа еколошка функција, например користење на дождовницата, спречување на поплави, што ние имаме случај, да се разбереме еве во Скопје конкретно. Тие се дождовни градини, биоретенциони канали. Од друга страна, ова е за управување со дождовницата, нели, како да користиме нешто што ни го дава природата, истото да не ни направи штета, бидејќи таа вода и не може да се абсорбира во тие бетонирани простори. Потребно е да се менуваат материјалите што се асфалтирани, што се поплочени на сметка на полупропусливи, ги има такви специјални системи. А од друга страна го имаме и мобилното зеленило. Така. Сега тоа мобилно зеленило, што ни значи? Тоа се милиони типови на клупи за седење или пак некакви платформи за чекање на автобуски станици кои што имаат или вертикално зеленило или кровно зеленило. Мобилното зеленило може да се постави и во форма на некакви архитектурни објекти, метални конструкции, да кажеме, или дрвени на кои што ќе се пуштат ползавци и слично. Така да решенија има. Моментот е да се процени каде треба да се постават и таму да се реализираат. Последниве години многу често зборуваме за зелени покриви, урбани паркови, потоа велосипедски зони, меѓутоа мене некако ми се поставува прашањето дали се тие реално решение или пак се само тренд во на следење на светските трендови, па нешто што можеме да го примениме и кај нас. Сепак доцниме. Доцниме. Дури и да е тренд, одлично ако го прифаќаме како тренд. Инаку, се добро решение и понекогаш единствено решение кога до толку многу е изграден градот. Бидејќи ретки се можностите каде што еве како во Струмица ќе го промениме урбанистичкиот план на сметка да поставиме толкав и толкав парк. Како што слушнаме и претходно, тоа што е изградено и мораме во такви услови да најдеме решение. Ајде сега да најдеме решение. Затоа тие се идеални решенија и единствени решенија од таа точка до која што сме стигнале сега, нели? Точно е дека подобро е кога имаме повеќе зелени површини од аспект на впивањето, нели, на водата, да кажеме. Меѓутоа, кога немаме друго решение, едноставно мора да процениме каде треба да ги реализираме овие решенија засновани на природата за да постигнеме некаков подобар ефект. И нешто друго ги спомнавте, велосипедските патеки. Велосипедска патека е одлично решение, нели, одржливост, еколошки. Треба да ги направиме и тие да бидат како што треба. Значи, покрај велосипедските и покрај пешачките патеки, да имаме сосема доволно растенија што прават големи крошни. Кај нас голем проблем е изборот на растителност. Може би и поголем проблем отколку бројот на садење на одредени растенија. Значи, на определено место мора едноставно да се насади растение кое што ќе даде најголем бенефит од аспекти на функционалноста и на естетиката во исто време. Каков главен град, но и какви градови ќе им оставиме на идните генерации ако продолжи сегашното темпо на урбанизација?
Ако продолжи сегашното темпо на урбанизација и при тоа да не обратиме внимание на тоа дека треба повторно да го доближиме човекот кон природата, за жал ќе им оставиме места каде што тие нема да имаат квалитетен живот. Но сметам дека тоа не смееме да го дозволиме, дека треба што повеќе кампањи, што повеќе работа на тоа да ја покренеме јавната свест, да укажеме на тие што ги реализираат законите, таму на оние кои што можат да делуваат дека не е важен бројот на растенија, дека се важни и некои други параметри да почнеме да мериме. Например, колку тие растенија се фатиле, колку успеале, ако не, зошто не, нели, кој е изборот, како е направен, дали добиваме доволно покривност, дали добиваме доволно сенка, дали се чувствуваме убаво, дали имаме термален комфор во тие зелени простори или едноставно само се насадени некои ниски растенија за декорација. Дали сме успеале да поставиме зеленило секаде каде што е тоа можно, па и по цена на еве мобилно зеленило некај. Сето тоа чини. Значи, чини повеќе, но мора да гледаме во перспектива дека... Меѓутоа чини уништувањето на животната средина. Тоа сакав да кажам. Ние мораме да гледаме во перспектива, мораме да гледаме во иднината, дека тоа сепак на некој начин ќе ни придонесе за да го зголемиме квалитетот на животот трајно. И дека е единствен начин од точката, пак ќе кажам, до која што сме стигнале, да отидеме понапред. Да. Граѓаните реагираат. Сушност на потек се институциите, да не биде урбанизацијата по мерка на инвеститорите, туку да биде по мерка на граѓаните и подобрите услови за живот. Но дали се уште имаме време да ја вратиме рамнотежата? Никогаш не е доцна, нели? Само добра волја и да ја следиме науката, да ги следиме научните достигнувања, да не правиме грешки, садиме оваа година, па на истото место следната пак, да им дозволиме на тие растенија да се развијат. Сметам дека голем проблем е и тоа, дури и тие реализаторите на политиките и тие инвестираат во зеленило. Сите сваќаат дека зеленилото е одлично за кампањите. Меѓутоа, некако да го наметнеме, да ја наметнеме важноста дека сето тоа мора да биде правилно направено, за да биде трајно, за да имаме одржливост, она кон што се стреми, нели, современиот живот. И ќе заокружам со овие зборови. Бетонот може би носи профити, нови градби, но мораме да истакнеме дека зеленилото ни носи воздух, здравје и пред се достоинствен живот. И секако прашањето е какви градови сакаме да оставиме зад нас. Треба свеста да биде на високо ниво и кај граѓаните и кај надлежните институции. Секако и сметам дека тоа можеме да го постигнеме со повеќе ангажман, со информации, нели, да споделуваме кој што знае, кој што уме и се надевам дека тоа ќе допре веќе до луѓето да сватат дека допирот со природата е многу поважен, контактот со природата е тоа што ни треба, поважно од материјалното. Ви благодарам многу за гостувањето и беше задоволство. Ви благодарам и на вас.